Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести за првиот ден од ова работна недела. Вчера во Тетовско било како на Дивиот Запад. Во полиција биле пријавени оштетувања дури на 4 автомобили од заталкани куршуми. Како што соопшти СВР Тетово, вчера во 13:30 часот било пријавено дека во село Желино во дворот куќа собственост на 41-годишен жител од заталкан куршум било оштетено задно ветробранско стакло од патничко моторно возило Мерцедес со белгиски национални ознаки. 15 минути подоцна бил пријавен уште еден заталкан куршум во Тетово, како што соопшти МВР. Вчера во 13 часот и 45 минути било пријавено дека во Тетово на улицата Браќа Миладинови од заталкан куршум бил оштетен кровот од патничко моторно возило БМВ со швајцарски национални ознаки, собственост на 44 годишен тетовец. Нешто подоцна во Тетово повторно е пријавено оштетување на возило од заталкан куршум. Како што соопшти СВР Тетово, вчера во 16:30 часот било пријавено дека во Тетово на улицата Илинденска од заталкан куршум била оштетена хауба од патничко моторно возило Рено Меган со тетовски регистарски таблици, собственост на 21-годишник од Боговиње. 20 минути подоцна бил регистриран уште еден инцидент. Според информации на СВР Тетово, во 16:50 часот било пријавено дека во село Чегране во дворот куќа од заталкан куршум било оштетено предно ветробранско стакло од патничко моторно возило Опел Астра со гостиварски регистарски таблици, собственост на 41-годишен жител. Полицијата работи на расчистување на сите пријавени случаи. Семејно насилство во Тетово. Синот ја омалуважувал и потоа физички ја повредил мајка си. Од полицискиот билтен и информација за опожарено возило во движење на магистралниот пат Гостивар Кичево. Вчера во 22 часот и 50 минути било пријавено дека истиот ден околу 20 часот во Тетово синот најпрвен почнал да ги омалуважува неговата 61-годишна мајка и 36-годишна снаа, а потоа физички ја нападнал мајка си, соопшти МВР. На мајката е била укажана лекарска помош во клиничката болница во Тетово. Се работи на целосно расчистување на случајот. Од полицискиот билтен и за опожарено возило во движење на магистралниот пат Гостивар Кичево. Како што соопшти СВР Тетово, вчера околу 15 часот било пријавено дека на магистралниот пат Кичево Гостивар 38 годишен државјанин на Република Србија, додека управувал патничко возило БМВ со српски регистарски таблици, во еден момент на предниот дел од возилото забележал чад. Истиот успел да го паркира возилото и заедно со сопругата да излезат, а огнот бил изгаснат. Извршен бил увид од страна на полициска станица Гостивар. Координаторите на СДСМ Томислав Тунтев, на ДУЕ Палими и на БЕСА Фадил Зейндели доставиле предлог до председателот на Собранието Талат Џафери за референдумското прашање. Во предлог одлуката, која не е подпишана само од ВМРО ДПМН, е одреден и датумот на референдумот 30 септември 2018 година. Од СДСМ до председателот на Собранието Талат Џафери, предлог одлуката е доставен со цел да се закаже седница чие гласање би било во текот на доцните попладневни часови. Прашањето е истото што го кажа премиерот Зоран Заев по лидерската средба на 18 јули. Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот за името меѓу Македонија и Грција. Со овој договор подпишан на 17 јуни во грчкиот дел на Преспа во селото Нивици, името на земјава ќе биде Република Северна Македонија за севкупна употреба со македонски јазик и македонска националност. Инаку во Собранието во текот на предпладнево новите членови на Државната изборна комисија положија заклетва. Председател на комисијата е Оливер Дерковски, подпредседател е Дитмире Шеху, а членови се Елизабета Посталовска, Борис Кондарко, Јана Кевитановски, Радица Ристевска и Енвер Салиу. Председателот на комисијата Дерковски изјави дека како комисија, почитувајќи ги законите и уставот на Македонија, ќе постапат и ќе направат се што е во нивна надлежност за да успее организирањето на референдумот. Денес ја дававме свечената изјава во Собранието на Република Македонија и со тоа практично го означивме почетокот на работата на Државната изборна комисија. Очекуваме исто така Собранието
понатаму да донесе одлуки значајни за работата на Државната изборна комисија, доколку се заврши се како што треба и го гледате составот, позади мене се искусни луѓе во својата работа, повеќето од нив и претходно членови на Државната изборна комисија, така што сметам дека зададената задача ќе одговориме одговорно пред се, почитувајќи ги законите и Уставот на Република Македонија. Убодите од инсекти се чести во летниот период. Лекарите советуваат пациентите сами да не ги вадат крлежите, а лицата кои знаат дека се алергични на убото на оса или пчела, со себе задолжително да носат соодветна терапија. Летото, а особено прошетките во природа, со себе носат и одредени ризици. Движењето низ зеленило или земјоделски површини представува потенцијална опасност од убоди од инсекти, многу често од крлежи. Лекарите советуваат да го прегледате секој дел од телото, штом сте се вратиле од природа, за да откриете навреме дали имате крлеж на себе, па доколку имате убод, најдобро е да се обратите во медицинска установа за стручно да биде отстранет овој инсект. Има и убот од крлеж, тоа треба исто така да им напоменеме на пациентите дека има некои кои, ако веќе имат убот од крлеж, а знаат или го препознават дека е убот од крлеж и се обидуваат сами да го отстранат, што тука се прави најголемата грешка, бидејќи крлежот останува внатре во дермата, во кожата на пациентот. Така да никако тие не треба сами да се обидуваат да го отстранат тој крлеж, но одма да доаѓат да барат медицинска помош во некоја установа, таму професионистите тоа соодветно да го третираат, да го извадат и да го дават понатомошниот третман што треба кај нив, кај таквите пациенти. Лицата кои знаат дека се алергични од убот од инсекти, задолжително со себе да носат соодветна терапија, за да се избегнат несакани компликации, велат лекарите. Како би се заштитиле повеќе овие пациенти кои работат што се занимаваат со земјоделие, што работат по ниви, нив ги са сега повеќе, знаеме дека во природа ги има повеќе инсектите, што летно време, знаеме дека ќе имаме такви инсекти, некогаш и од тие што предизвикуваат доста алергии кои ќе ги каснат пациентите, тие што се алергични, а повеќето знаат дека се алергични од каснување на некој инсект, секогаш треба да понесат терапија, да имат во себе, во нивните џебови или ташни, бидејќи штом ќе ги казне, не знаеме во која далечина од некоја медицинска установа ќе бидат тие, да одма си земат некој апче, некој лек, додека стигнат во некоја медицинска установа каде би им се пружило прва помош, би им се дал соодветен лек, или инекција или нешто друго, за да се спречи таа реакција, таа алергиска реакција која некојаш знае да биде и многу бурна и многу да го влоши здравјето на пациентот. Така да битно е тие да внимават, да не доаѓат во допир со инсекти. Ако веќе ги касне некој инсект или доаѓат во допир со инсектот, треба да има таква терапија, да понесат со себе. Зборувам за тие што веќе знаат дека имат некоја алергиска реакција од каснувањето од убот од инсект. Ако имате убот од инсект, оса, пчела и слично, лекарите како прва помош во тој случај препорачуваат, местото да се измие со сапун и вода, да се стават ладни облоги, а во ублажување на тегобите може да помогнат таблети парацетамол и витамин С. Доколку се појави алергиска реакција, препорачуваат соодветен маст или посета на доктор. Домаќинките од Мавровскиот и Реканскиот крај по 11 пат подготвуваа пити по традиционални рецепти во рамки на манифестацијата избор на најдобра мавровско-реканска пита. Настанот го проследија посетители и гости од целата земја, присуствуваа и амбасадори. Во Домот на културата во Ростуше вчера се одржа 11-тиот избор на најдобра мавровско-реканска пита. Пити по традиционални рецепти подготвија 70 на домакинки од сите населени места на општина Маврово Ростуше, од кои 30 влегоа во потесниот круг за избор на најдобра пита. Првото место според оценката на жирито и припадна на Ќамка Ајдини од село Велебрдо за пита со свекло, која за својот труд и умешност доби пригодна награда. Ке продолжиме да организираме вакви манифестации со цел да се промовираат вредностите и природата на нашиот крај.
рече на отворањето на настанот градоначалникот Медат Куртовски. Манифестацијата и оваа година собра голем број посетители, кои пред главниот настан имаа организирана тура на водопадот Дув. Покрај бројните гости и туристи, на питијадата присуствуваа и амбасадорките на Јапонија во Македонија, Кейко Ханеда, и на Швајцарија Сибил Сутер Тејада. Настанот беше збогатен и со културно-уметнички изведби со зурли и тапани. На градскиот плоштад во Гостивар се одржа шаховски турнир на кој учествуваа 30 на граѓани од сите возрасти. Шахот е гимнастика за мозокот, развива концентрација и меморија и затоа треба што почесто да се игра, порача од Гостиварскиот шаховски клуб. Градскиот плоштад во Гостивар вчера попладне беше место каде што љубителите на шахот покажаа колку се добри во шаховска стратегија, дали ги служи концентрацијата и со кои мајсторски потези располагаат. Шаховскиот турнир го организираше Гостиварскиот шаховски клуб со цел да се промовира оваа спортска игра и да се поттикнат граѓаните и младите да ја практикуваат. Добро и корисно затоа што шахот е гимнастика за мозокот, развива концентрација, работна меморија, шахот е игра каде што се прават планови, треба да се користи стратегија, тактика, треба упорност, дисциплина и шахот е игра каде што исходот на играта зависи само од тебе. Нема судија да ти досвири тамо пенал или не знам што, само твојата работа, твојата машта, твојата концентрација. Шаховскиот клуб во Гостивар постои години наназад. Сепак, за да шахот стане популарен меѓу гостиварци, особено меѓу младите, неопходни се повеќе вакви промотивни и интересни настани преку кои ќе се привлече вниманието. Наскоро во Гостивар за децата од школска возраст кои имаат желба да играат шах, ќе се отвори шаховска школа. Има интерес, ние се надеваме дека ќе бидеме уште попопуларни, ќе работиме уште со млади, почнаме и со шаховска школа и се надеваме дека ќе биде уште поинтересно. Шаховскиот турнир на плоштадот беше дел од манифестацијата Денови на иселениците, која општина Гостивар ја организира во периодот кога печалбарите престојуваат во родниот крај. Турнирот го проследи и градоначалникот Арбен Таравари. Утре ќе се одбележат 17 години од загинувањето на полицаецот и македонски бранител Цоки Стојановски. Во 8 часот ќе се положи свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште. Во рамки на одбележувањето на 17 годишнината од загинувањето на полицаецот и македонскиот патриот Цоки Стојановски, во вторник на 31 јули ќе се организираат повеќе меморијални активности. Во 8 часот ќе се положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на Цоки Стојановски на градските гробишта во Тетово и ќе му биде оддадена почит и искрена благодарност за неговото херојство. Во 8 часот и 30 минути ќе се положи свежо цвеќе и пред спомен бистата на Цоки во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово, додека во 9 часот свечено ќе биде отворен турнирот во мал фудбал Цоки Стојановски. Доделувањето на наградите и благодарниците е предвидено за 12 часот, информираат од организациониот одбор. Полицаецот Цоки Стојановски загина кобниот ден 2001 година, како 28 годишник, бранејќи го суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ноќта на 1 август 2001 одговори на својот последен предизвик за одбраната на неговиот роден град Тетово. Истрел од куршум го усмрти Стојановски, кој на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово беше на должност командир на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Цоки Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Стојановски беше сопруг и татко на 2 ќерки. Село Луковица со голем црковно-народен собир во дворот на манастирот Свети Илија ќе го одбележува истоимениот празник. Свечената литургија е закажана за во 10 часот, а прославувањето ќе продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта и народна веселба.
Со голем црковно-народен собир, село Луковица и оваа година доследно на традицијата организира големо празнување во црквата Свети Илија по повод истоимениот празник. Свечената литургија е закажана за во 10 часот. Во 12 часот гостите ќе имаат можност да бидат дел од братско-сестринска трпеза на љубовта, пошто ќе следи народна веселба. Секоја година ми е 1 и 2 август го славиме во село Луковица. Први вечерта се иде во манастир до 8 сатот, после 8 сатот музиката се префрля во селото, во сред село, кој трае до 11 часот, пошто се прекинуе за другиот ден да почне да биде одморени во 7 часот на Сабајле. И таа веселба трае до 17 часот дента. Исто така на 2 август има 12 кума, од кои се крши парече, 12 паречиња ќе има, уствари лепчиња, и ќе има литургија, мислим од овластените лица, свештените лица, пардон, и ги поканувам сите луѓе или граѓани на Република Македонија да присуствуваат на тој празник, од кој голем број имамо најава дека ќе дојдат. Со цел да се создадат услови за сместување на добронамерни гости, како и за развој на селскиот туризам, истовремено и за враќање на животот во Луковица, црковното настојателство на селото пред 4 години покрена иницијатива за изградба на конаци во црковниот двор. Истите се во завршна фаза. Има кревет, има све услови, уште не е санитарниот чвор, кој е веќе при крај, значи издидање, треба се монтираше да се стае водовод. Тоа ќе остане после 2 август и трпезаријата е комплетирана, значи затворена е све. Ја мислим дека до година ќе се освети. За сите кои сакаат да бидат дел од ова чествување во Луковица, има организиран превоз од пред супермаркетот Веро на 2 август. Присутните ќе ги забавува групата Маестро Бенд. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.